Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Redcast. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме Македонци! Од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Од Македонија! Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Добро вечер, Скопје, здраво живо македонци во и надвор од Македонија. Вие го гледате 9-тото премиерно издание на Redcast. Јас, вашиот водител Кирил Трајковски Максим, ве поздравувам и ве поканувам во наредните 60 на минути да уживате заедно со мојата гостинка и со мене нормално. Ќе се погрижиме да го задржиме вашето внимание. Како што е ред, пред да си ја представам гостинката, сакам само да се заблагодарам од име на целата екипа, на сите вас што досега дониравте и продолжувате да ја поддржувате, да го поддржувате нашиот подкаст со тие скромни донации кои може да ги остварите на линковите кои се ставени под нашите видеа. А вечерва во Redcast имаме навистина интересна гостинка со уште по-интересна професија, малку необична нели за женскиот пол, но со нејзината посветеност и талент таа успева да ги побие сите стереотипи дека само мажиете можеле да го свират тој инструмент. Станува збор за тапанот, еден од најавтентичните стари инструменти на овие простори, а токму на него свири и Тијана Илова. Добро вечер и добре ни дојде во Redcast. Добро вечер, добро те најдов, ти благодарам за поканата. Ти благодарам пред се што се одважи да дојдеш во Redcast и да ни споделиш некои интересни работи од твојот живот. Фала ти, кажи ми прво, од Кавадарци доаѓаш, Да. Сега стигна пред малку, како патуваше, како си ти? Супер сум, малце со настани сум се, бидејќи празници, нели, малце сме турбо со работа, добро патував, се одморив вчера си дојдов од Делчево, одморив малку и супер. Меѓутоа ти не престануваш со работа, знаејќи дека нели имаш и свој бенд, зашто ќе спомнеме и подоцна во нашиот подкаст. Јас секогаш со гостите почнувам хронолошки од почеток. Незалудно кажав дека доаѓаш од Кавадарци, имаш само 19 години. 20. 20, извини. Наполни сега меѓувреме? Да, Кога во вчера? ноември. Не, во ноември. Сум Да. прочитал некој старо Да. интервју изгледа. Се извинувам, значи имаш 20 Да. години. Како Тијана се носи со моментот дека ете си, не знам сега, може ќе сгрешам, меѓутоа си една од ретките девојки кои што удираат, свират на тапан. Па не ми представува никаков проблем тоа што свирам на тапан и не гледам никаква разлика во музиката и во инструментите, бидејќи нема разлика во музиката. Најчесто бариерите и пречките кажуваат дека зурла, гајда, тапа, народни инструменти, потежок инструмент се за машко. Тоа не го признавам, бидејќи тоа Не не го е така. оправдуваш. Не го оправдувам тоа, бидејќи не е така, тоа нема поделба машко и женско. Јас свирам тапан, не ми представува никаква тешкотија. Потешкотија, тоа што го сакам и што ми е љубов, го работам еве, веќе 5 години. Веќе 5 години, значи Да. 15 години Од се 15 години бавиш да, со музика. Со музика. Да. Кажи ми, дали очекуваше толку брзо ете така да се вивнеш во славата, ајде да кажеме? Како да- се случи тоа? Кој беше пресудниот момент или свирка или некој настан каде што луѓето веќе почна да те препознаваат и како што кажуваш и самата те викаат сега на доста настани? Па не мислев дека толку многу успех ќе постигнам на 20 години, бидејќи
тргнав, нели, сите тргаат полека, и јас тргнав полека, но судниот момент беше на една семејна прослава, каде што излегов на голема публика, беше на свадба, каде што бев Беше гостинка или? гостинка, да. Предпоставувам што се случило. Те викнале да посвириш? Да, не, ден бевме, бидејќи ближна свадба, татко ми му спомна на музичарите што свираа, дека знам да свирам на тапан, дека имам некој талент, бидејќи не кажував дома, и тоа беше само на почеткот кога кажав дома дека имам талент и дека знам да свирам и дека ми е умилено да свирам на тапан. И музичарите, знаеш како е, пак тука е поделбата, добро, да, знаеш, бидејќи има случаи, знам да свирам на тапан, имам дома тапан, некој човек си свири приватно, да. Так. Не свири професионално и не го сватија сериозно, и вечерта јас делев картички за вечера, бидејќи нели најмалите, и делев картички, таткото на младоженецот ме праша, ми вика, сакаш ли да свириш една песна? Вика за моја желба да свириш една песна. И јас право гледам, има околу 200-300 бројка народ и публика, и викам, Не те фати трема малце? Ама ме фати одма, викам, знаеш каква е дома друг пат. Не, молим те. И му кажа на музичарите, и после вечерата еден од колегите што сега ми е веќе колега, свири и ми рече, дојди да пробаме една песна. И тогаш кога излегов на сцена, цела сала стана, малку имав повеќе трема, малку бев озбилна, ама супер помина се беше реткост, и многу беше воодушевена бев јас од тоа што најчесто вика до трема може да застанам, нели, да се блокираш. Да се укочиш, точно. Да, ама не се случи тоа. Одлично, Тијана. Ајде да се навратиме сега малце на твоето детство. Доаѓаш од Кавадарци, ти живееш во градот или живееш во некое околно село? Дознав нешто дека потекнуваш од село Паликура? Да, јас сум од село Паликура, таму живеев до 4,5 години с моето семејство. Кога тргнав на училиште со брат ми, тогаш се преселивме во Кавадарци, и таму и на две места сум и во Кавадарци и во Паликура, ама бидејќи се имам настани, често се случува и да не сум дома по, може да се каже, еден ден само да сум дома. Детството го поминав во моето село, во Паликура. Прекрасно детство имав, без телефони, без само надвор, само на игра. Иако си релативно млада, ти која е генерација? 2004. Четврта. Реално имаше тогаш телефони веќе, излегува, ама не беше толку. Ама не бев фокусирана на телефонот, на цртани, не бев на дома на Значи растеше по планините, по ливадите, по лозјата. Да, играв. Бидејќи во селото има повеќе машки деца отколку женски. Нема многу население во моето село, има околу 100 луѓе. За летото е повеќе има народ, бидејќи од Скопје, од други градови си идат, и со децата си го поминав детството прекрасно. И играв. Најстарите игри ги играв. Жмурка, граница, план. Што е план? План е... Кога планираш нешто? Не, се собираш група 10 деца, например, сме, и се делят на две групи, по 5. И сега фрламе паричка, пара или грб кој треба да мижи, да чека, а другата екипа црта план со креда или со камче, најчесто со камче, го црта планот од точка А до точка Б, каде би требало да сме скриени. Ми текна. Ја имам слушнато. Тоа е како нешто надградена жмурка. Да. И групата тука не гледа, додека ни го цртаме планот, имаш време околу 10 до 20 минути, се
Се криеме да, и после треба да најдете. Да Супер, ете за публиката, ако не сте знаеле што е план, сега Тијана ви објасни, може да пробате да играте некојаш мало. Ајде да направиме споредба од селскиот живот и градскиот живот. Тебе кој живот повеќе ти одговара? Селскиот живот ми одговара многу повеќе, бидејќи јас во Кавадарци кога бев и дете, кога одев на училиште, јас едва чекав да одам во Паликура да играм со децата, бидејќи во Кавадарци во градот не е толку не сум толку опуштен колку што може во село. Во село нема сообраќај, нема гужва. Да. Тоа наше мало катче на школото, ние што го викаме на школото, кај човеш на школото, знаеш дека во поручек во 5 часот се собираш со децата и никој не те Добро, во Паликура има основно училиште или не? Има, да, има и деца, да. Има околу 10 на деца има, да. И најчесто до мои 10-11 години едва и чекав да бидам во Паликура, бидејќи многу ми беше подобро ми беше во Паликура, бидејќи во Кавадарци не бев толку опуштена како што бев во Паликура. Во Кавадарци или ајде ќе кажам во Паликура и тие околни села што се таму, обично и да нема фамилија што не се бави со лозарство. Предпоставувам дека во Паликура живеевте со баба, дедо, мислам таму. Да, така? со бабата. Има ли они некое лозје па да те праќаат тебе, па да одиш да како сика да ги кастриш тие лозниците или не знам како иде целиот процес? Сигурно имавте нешто такво или сепак не потекнуваш од земјоделска фамилија? Не, јас потекнувам од земјоделска фамилија, мојата фамилија се занимава само со земјоделство. Ама не се занимава со лозарство, туку со градинарство. Имаме во Кавадарци ги викаат фолии, тука ги викаат пластеници. Да. Јас работам и помагам на моето семејство со брат ми од 4-то одделение. На почеток лозје немаме. Ако сме од Тиквишки град, лозје имаме многу малку и тоа е дома за ракија. Баба ми го спрема. Најчесто имавме праски. Со праски се помагав кога требаше да... Децата најмногу помагаат кај нас кога е сега зимо и кога се крои, кога се сечат гранките, децата ги собираат гранките. Кај нас ги викаат прачки. Најчесто на тоа помагав. И отпослед татко ми се смени работата, не работиме веќе праски, тука работиме само со марула и кога имам време и помагам и дома. Пред да се занимавам со музика, кога одев на училиште и кога дома има работа, гледав и дома да помагам, бидејќи земјоделието е тешка работа. Најчесто фамилијарно го работиме, цела фамилија, на берба, кога е за берба, кога се сади марула, кога се, бидејќи ние работиме од семе до производ. И најчесто бев уклучена во сите активности, од кога се сум таму, кога се сади, помагам, кога се бере, за се бев. Како се сноѓаат сега твоите родители, знаејќи дека почнаа многу да увезуваат нели храна од надвор? Да. Дали има пласман? Дали тоа што реколтата што ќе се собере, сега не знам, обично на периоди, нели не може сега да се сади марула или сега се прави тоа? Во мојата фамилија тоа е ланет систем. Кај нас тоа што се сади, расте и се бере, а во меѓувреме спремаме расад од семе, расте расадот, тоа што се додека го истрошиме тој производ, другото го садиме. Нема простор за одмор. А летото и кога е жешко малце е потешко да се произведе марула. Зимото е добро, ако не е ладно, ама кај нас не е толку ладно. Па добро, имате и нели фолии, пластеници каде што е потопло. Зимото е многу полесно се произведува марула, летото не е потешко, ама си ја знаеме веќе работата и едноставно ни е со план и организација ни е многу лесната работата, бидејќи на самиот производ марула нема многу работа. Ја садиш, само треба... Станува збор за органска
Да, Храна или ги прскате со тие пестициди и тие работи што Зависи до производот, бидејќи може да, ако има болест во цело поле, го има секаде. Да. Најчесто има некои си болести, Пепелница некоја ги фаќа, да, таа е ама не, татко ми ги прска, ама не се толку јаки препаратите. Да. А за пласман, како што ме праша, ние во Кавадарци имаме купец и он откупува. Он откупува, И нема си препродава. Да, не На ти има продава. најлесно, секогаш. Да. Кај него само продава. Ајде за детството уште едно прашање и преминуваме понатамо. Интересна случка некоја да ми раскажеш. Што ти си има случајно, ти има каснато куче, си паднала од карпа, си се давела во Тиквешко езеро. Нешто има ли такви работи? Да. Не, Си одела по риба, не знам, нешто. За глупости или сакаш Глупост глупости? нешто. Кажи некоја глупост, ние тука знаеме да треснеме нека. Една од такви случаи, бидејќи летото, нашиот ден со групата почнува во 9 часот. Стануваш се бајле, дома јадеш, пиеш што било или може да земеш од дома нешто сендвич и по пат Си одиш. велосипедот, точкот го викаме никај, велосипедот го земаш на збирното место во школото. Дента ни почнува, најчесто се возевме околу село по неасфалтираните патишта, го истражувавме Паликура, одевме најчесто на Стоби, бидејќи Паликура е горе, а Стоби е многу не блиску. Најчесто одевме на Стоби, отпосле, кога нема веќе сонце, се собираме и играме фудбал. Играш фудбал? Да, играм фудбал. Која позиција играш? Па најчесто бев напред во средина, бидејќи брат ми е фудбалер и покрај него ја морав да научам фудбала и ми беше интересно. Бев посветена тогаш и на спортот. Ете уште една ретко за девојче, не Да, игра фудбал, да, многу игра фудбал, и во средно игра фудбал, бидејќи и после веќе почнав да излевам. А Те прекинав, што се деси, да, глупоста. Глупоста е, деде ја докажав, од фудбалот кога ќе изиграме, дома одеш се тушираш или зависи колку си изморен, црни алишта облекуваме и вечерта играме жмурка. Жмурка игравме цело време кај едно другарче, Јане, поздрав до него. Кај него имаше камиони, багери, татко му се од такво се занимаваше и една вечер имаше жито. Како да кажем, жито во камион, Да. ожнеано жито. Так. И сега еден, тој што мижи и ги бара другите, ние немаше кај виш да се скриеме. И у житото. У житото, Леле. со капа само вака, лицето вака до тук ти се гледа, само на една тренерка бе. Не. Многу сериозно сте ја сваќале жмурка. Да, и сега се наредивме вака, тројца, хоризонтално и вертикално, за да не собере сите, тие што мижат. Пази Два ти тројца, човече, со пласки се хоризонтално, И сега, вертикално. Значи, у косата, гледаш у косата да не ти влезе. У капа си заштитен вид, ама ние не знаевме дека тоа многу чеша. Ние се скривме, станавме, не видоа и други, возрастен човек еден дојде, не изврка сите се разбегавме и само застануваме и не помина 10 секунди не помина. Тоа почна да чеша. Одма прекинуваме игра, настрана, бегаме, нови алишта и пак до крај, И пак у житото. Пак у житото. А најчесто глупости ни беа кога се криевме по други куќи. А И некој влагаш дома, да, здраво, ја да се кријам под масава тука. у двор, некаде у двор, секогаш некој од старите знае да не спие навечер. А ние галама правиме, цркаме, се бркаме, нешто и најчесто бегавме од старите луѓе кои рече бега излезе од тука, не може. Ама најчесто беше на такви работи. Имам паднато и во Коприви. Темно, не гледам ништо и од горе се качувам, нешто беше горе. Тројца се криеме и сега за да не поплука, да не мижеме некој од нас, рибаме, право на Коприви, вака.
Опа, беше Некако интересно. Ти е поврзано се со чешање. Да, се нешто со такви Нека те работи. чеша левата рака малце, парички да да, се имаш да. со тапан. Океј, освен со музика, имаш некое друго хоби? Нешто си направивме муабет пред да почнеме со снимањето, дека си, пардон, дека си се бавела и со глума. Значи ти си ми Да. колешка. Да, Хајде малце за тоа да позборуваме во Кавадарци, знам дека нема театар, меѓутоа има дом на култура Да. и тоа се користи како простор за представи. Да. Таму ли нешто имаш изведувано или сосем нешто друго? Диме Коцевски од Кавадарци отвори група за школа за млади деца за глума. Јас тоа го видов на почеткот и имаше рок од околу 7 дена и мислев дека викам утре, други ден да прашам дома дали може, глума и талент за глума имам. Кога сум во друштво, знам да имитирам, да кажам виц, да се нешто на комедија и да се смеат. Најчесто гледав македонски народни приказни. Мене си ме гледала. Да, тебе сум те гледала, значи си да ги знаев напамет. Друго што гледав од праволение, пак ти кажав, не гледав цртани, гледав К15. К15 имав дома околу 10 седени. К15 се пуштам и напамет ги знаев. Сите да ги имитирам, го знаев Тошо Малеров. Да, изимитира нешто, ако... Аре, батка, или Миле Паника. Симни са доле, че падниш, ела да те баци Чичо. Такви некои глупости. И кога се запишав кај Диме Коцевски, бевме околу 30 на деца. И секој имаше аудиција да почнеш за дали те бива за глума или не те бива. Требаше да одглумиме скеч, дали некоја приказна. И го глумев со таа една другарка некој скеч од К15 и така почна приказната со глума. Почнавме со спремавме една представа и представата постои уште. Представата беше Збунета бајка од сите бајки, Алиса, Снежана, Пепелашка, Трите прасиња, Џуџињата, беше воедно споена. Да. И таа ми беше единствена представа, што ја глумев, беше во 2015 година, мислам. Спремав му уште една, ама почна да се случи нешто, се растори групата, почнаа некои деца да не доаѓаат и од цела представа не продолжи веќе. Толку ти беше кариерата со глумата? Да, толку ми беше. Многу сакав да одам. Значи на секоја проба бев, ме научи Диме да читам текст во представа. Подтекст. Мисла. Внатрешна емоција. Да. Добар е Диме. Поздрав до Диме, треба и него да го Поздрав викнеме. и од Игравме мене. сега таму една представа Среќен мртовец и после Диме не однесе на вечера со тие таму што му се колегите, организаторите и навистина Кавадарци важи за гостопримлив град. Да. Не знам како се каже само место Бела вода нешто имаше таква? Вила Бела. Вила Бела нешто така. Вила Бела сте виле. Да, многу убаво. Да. И уа храна за ракијата, да не збориме. Да, ракијата е Само сега да стандард. ми кажеш која е подобра, неготинската или кавадарецка? Не, кавадаречката. Немој молим да е. Увек имате некој биф со неготинчани, не знам зашто така. Па не се, или тоа се само некои митови дека не се сакат. Тоа се митови дека не се сакаат, ама се гледа тоа дека не се сакаат. Митови, ама вистински митови. Знаеш како, вие во Неготино што имате ништо и најчесто е за семафорите. И дома. Во Кавадарци кај нас кога ќе се распе некој семафор, одма вика, пуштиме ги старите на неготинчани, бидејќи во Неготино нема, не. Али поздрав до неготинчани, си имам и друштво и таму. Не спорам тоа дали Кавадарци или Неготино, сите сме исти. Сите сме исти, да. Да. Македонци. Кажи ми, ајде малце сега да одиме напред, помина детството, ни раскажа како си растела, ете ни каже за твоето хоби. Малце да се навратиме на сегашноста, ти си студентка по економија, Да. ти си студент во Скопје на економскиот факултет. Не, во Битола. Во Битола си, Во Битола извини. сум, да. Добро. Во Битола студирам на Славјанскиот универзитет, економски, струка менаџмент и предприемништво. Средно бев во гимназија економски смер.
Што те натера да се економија економски да одбереш? Па, бидејќи дома, моите се занимаваат со земјоделство и со трговија, плюс имаме дуќан колонијал, што го држиме во селото. Ми беше интересно тоа, купи, продај, натера го купецот да го купи производот, и ми беше интересно тоа што комуникацијата, како да го натараш човек, ова е убаво, молим те купи го, ама не ова, слушни ми го, верувај ми, Да, и нема да зажалиш. нема да сгрешиш. Так. И тоа како менаџерите организираат, прават, најчесто ми е интересна организацијата и трговијата. Средно се запишав, требаше да одам музичко, но нешто се случи од оправдани причини, не отидов музичко, и кога видов кај треба се запишам во 9-то одделение, реков економски. Так. Така почна. Ајде, сега ти си прва година, втора? Втора. Втора, да, това е. Втора Ми година. кажа дека имаш. Да. Што мислиш во Македонија? Имаат ли студентите права? Ете, ти во Битола, предпоставувам, патуваш. Да, патувам, да. Или таму имаш некој изнајмено станче, или може би Во студентски, во дом сум таму. Добро, ајде за условите на домот на Битола. Дали имате убави услови таму? Па во Битола не се толку лоши условите, бидејќи гледаат од година на година да го обноват студентскиот, како има донации, како има парични средства. За условите можам да кажам дека се добри. Најчесто во Битола, бидејќи е ладно, најчест проблем е тоа, некогаш кога има проблем со парното, може да ни се случи да е ладно во собота. Од страна на студентскиот има добра храна, не е лоша храната. Има список на храна, например, не даваат само едно јадење за појадок и за ручек и за вечера, например, по едно. Имаш да одбереш 3-4 опции, ако не јадеш месо, има шпагети. Така да така, може има си други вегетаријанец, нема врска. Да, за друго, за права, Па не мислев воопшто, еве, гледам сега во Белград има некои протести, гледам и по другиве држави, некако македонциве, студентското лоби ни е замрено. Такво чувство имам, порано било многу посилно, значи, а студентите се тие што ќе наследат, нели, се ова во држава и еден ден треба и да ја водат. И студентите треба уште од почетокот да бидат малку поактивни во општествениот. Па делот. најчесто кај нас предрасуди и тоа лоши муавети што се за професорот. Има ли корупција таму? Има ли подплатени професори, нешто си слушнал или такви работи? Да речеме, во Битола па, имам слушното, но немам. не мора да ги кажеш сега тука. Не, имам слушното за корупција, значи ти кажува професор. Ако не сакаш да полагаш, ако не сакаш да учиш, Ќе си платиш. ќе си платиш. Ама не најчесто тоа е тежок предмет што ти останат, например, од прва година, а си веќе трета и веќе немаш простор и да учиш и да не учиш. Так. Пак си текутка и викаш дај што треба ќе дадам, па после. Во мојот факултет нема такво нешто, нема. Значи професорот ти кажува: јас тоа што го предавам, кај мене во факултетот е многу лесно, бидејќи нас предавањата ни се најмалку 2 часа. Професорот сами откажува: што ако јас ти предавам тука 3 часа? Ќе бидеш изморен, нема да имаш концентрација. ми вика, професорот кажува, концентрацијата ви е вас 1 час. Во тој 1 час јас можам да опфатам се. Во 3 часа можам да го опфатам пак цел материјал, ама многу опширно. Так. И професорот, а кога во 1 час тој ти предава се, кога имаш нешто проблем, тука се да ти објаснат, најчесто пред колоквиум, ако нешто не ни е јасно за колоквиум, можеш да го прашаш слободно и да му се јавиш вечерта: професоре, ова ми е тешко, ова не можам. И еден професор по математика ни кажа:
кажи ми, значи јас ако предавам математика, ти ако не те бива за математика, не може да што ќе правим муабет кој вика ти не се Џабе, не си заинтересирана, не се да. заинтересиран. Кажи ми дека ти е тешко, професорот доаѓа до ситуација и ти каже: кажи ми, излегов синоќа, со женска бев, со дечко бев, не научив. Ме боли глава, ме маморен боли сум. главата, маморен сум. Јас знам да Што е за поздрав, браво. да. Значи имате разбирање од професор. Да, разбирање и многу добро предаваат и има фидбек од тоа што го предаваат, бидејќи не предаваат стручни поими, ама тој најчесто го поврзуваат со сегашноста и со моменталната работа. Како, например, не учат, бидејќи ние сме економски, не учат како, кога ќе отидеме во продавница и ако сме ние, например, продавач или купувач, како да го видиме производот, како да се понашаме со другиот, со другата страна. Дали да гледаш на квалитет, дали да гледаш на цена, како да тој да ме убеди и како ние да го убедиме за да купиме производот. Ако си министер за економија, какви реформи би спровела во Македонија? Па да нема корупција, да биде по правила, тоа што е кажано да има правилата да се почитуваат, да нема пропусти, да не... Еве сега беше актуелно ова со новогодишната кошничка. Го оправдуваш ли тоа што маркетиве ги лупаат до плафон цениве, а знаеме каков е стандардот и платите тоа на тоа народот? не го оправдувам, бидејќи не ни е платата едното со другото не се на исто ниво. Да се пониски цените би А што мислиш, зошто еве продавачиве и тие големи бизнис корпорации на маркети ги дигнаа толку цените? Еве гледаш во Хрватска ги бойкотираа, се договорија тој ден, дали беше недела, се не ме фаќа за збор, не влага во маркет и гледаш што значи братство, единство, сакам да кажам, една сложност имаат Хрвативе и не им влагаат. Кај нас да им речеш не влагајте, а без инат ќе влезе. Што народ ќе бевме, не знам. Али Па не знам тоа како да го кажам. Јас знам дека купувам производ за да го продадам производот. И ние дома се занимаваме со колонијал. И ние купуваме производи за да го продадеме производ. Не можам јас да ако сум го купил ова 50 денари, јас да го продам 350. Кога знам дека човекот нема да го купи. Нема да го купи. Како ќе го купи? А некој ќе го купи, некој ќе го купи, да. Што му се може, да. Тоа што се цените више во плафон, не знам како да го... Не те прашам уште ова за факултетот во Битола. Колку е месечна рата, ајде да го наречам, или за да еден студент да си одвои од својот джеб за да плати, да јаде, да спие таму? Мојот факултет е вид приватен факултет, исто како академиите што се плаќаат. Мојата година е 1250 евра. Цела година? Цела година. Со 2 семестри? Со 2 семестри. Така. Ништо друго не си обврзан, ни да плаќаш за испит, Добро, а за спиењето за тоа дополнително се плаќа? За спиењето сум ослободена во студентски, бидејќи сум на државен студентски дом. Како стипендија нешто си имаш? Да, ако не си ослободен од партиципација е околу 3750 денари за месечно. Значи 60 евра, да речеме, месечно. Да. Добро, прифатливо. Ако си ослободен, само плаќаш во собата колку кревети има. Например, за 3 кревети мислам дека е околу 100 денари, за 2 е тука 100-200 реално, денари. значи нормални се цени, не се нешто... Да, и кај мене во факултетот нема други, нели си паднал испит, треба да платиш за да го полагаш пак, бидејќи ти даваат опција, ако паднеш сега во јануар, во април можеш пак да полагаш, нема други трошици. Пред да одиме со нашиот комесар позади непријателските линии Крипто Гемиџија, би сакал сега, во крајот на првиот дел, да ни отсвириш нешто на тапанот. Оставам на тебе, значи, дали ќе биде тоа соло, дали ќе биде некоја музика, ќе сакаш да ни удостоиш со тоа за гледачите конечно да видат како свири Тијана. Со задоволство, да. Океј.
Еве, драги гледачи, се враќаме повторно на нашите жешки столчиња. Тијана Илова ви ја одсвири Што имала късмет стамена, мајка и болна легнала. Се надевам дека уживавте во нејзиниот акт, во нејзиниот перформанс. Сега ќе одиме со Криптогемиџија да видиме најновата експертиза што е актуелна во светот, па се враќаме во вториот дел. Уживајте со комесарот. Добар ден, генерале, добар ден, гледачи на Редкаст, како и секогаш вашиот Гемиџија, позади борбени линии со нова епизода од империалистичките глупости на западните земји, каде што денеска за вас имаме една стара римска поговорка која што вели колку полуди се законите на една империја, толку поблиску е истата до низиниот крај. Па така и Мурика со моменталниот орангутан на чело. Ако се сеќавате во претходното издание, објаснувавме како истиот со финансиски нормално и воени закани се обидува да ги припои Гренланд, Канада и Панама кон својата империја во пропаст. Нормално знаете и сами дека ова е последен обид на Америка да задржи нешто од тоа што го имала во последните неколку декади. За во следната епизода, односно денес, да разговараме за вториот чекор кој што го превзема овој орангутан на чело на Мурика, со цел да практично го примени тоа што веќе го започнал, а тоа е напад врз своите сојузници, односно истиот официјално од 2 февруари, дали ова коинциденција или не знам, тоа оставам на вас, воведе тарифи од 25% на сите продукти кои што влегуваат во Америка од Мексико и Канада и 10% од Кина. Така да, како што гледате и сами, западната, како да кажам, LGBTQ, се извинувам, НАТО алијанса моментално е очигледно во недоразбирање, ни со други причини зошто останува да видиме и сами. Во меѓувреме да не заборавиме дека оваа приказна не завршува овде. Истиот моментално се закани и со трговска војна против Европа, се извинувам, Европа. Така да ова ќе биде интересно да се гледа, значи што стана со G7 не знам, ама изгледа ова е некоја меѓусебна семејна расправија која што може да видиме, така да гледаме дека не им оди баш најдобро, а во исто време да не забораваме дека Трамп нема да се извинувам, орангутанот од Мурика нема да ги поштеди ни своите непријатели нормално, со тоа што моментално забрзаниот тек на дедоларизација и изближување на членките и партнерите на БРИКС ќе биде казнен со потенцијални 100% тарифи на се што внесуваат во Америка, нормално на секој увоз, на сите членки на БРИКС и нивни партнери кои што се обидуваат да воведат дедоларизација, односно оние кои што не сакаат да користат зелена тоалетна хартија. Сега, еве како изгледа светот без Мурика, нормално со оглед на фактот дека се уште имаме една членка која што потенцијално треба да влезе и една членка која што го одби членството. Ова е моментално сојузот кој што е практично членки, партнери кои што потврдили и партнери кои што допрво треба да потврдат членство во БРИКС. Така да ова е прилика да видите против кого моментално се обидува оваа империја во пропаст да се издигне, така речено, но време на остатокот од светот да го завземе своето место, посебно на овие земји кои што имаат масивна моќ, прво во GDP, односно бруто домашен производ, каде што можеме да видиме дека 2024 година во април веќе 35 и повеќе проценти од бруто домашниот производ на глобално ниво е во рацете на БРИКС. Популација повеќе од 45% се во рацете на БРИКС членките, значи производство на нафта негде над 30%, ако останува збор за резерви многу повеќе, како и нормално извоз, глобален извоз од повеќе од 22-23%. Така да станува збор за глобален магнат, кој што моментално, буквално една од главните цели му е токму тоа. Одбивање на доминацијата на Запад. Тоа можеме да го видиме многу јасно во растот на бруто домашниот производ на сите БРИКС членки и падот на бруто домашниот производ во однос на светската доминација во процент на гериатрија 7 членките. Дополнително, за само последната година, 2024 година, можеме да видиме дека во просек една членка на БРИКС расте добри 5 до 6 пати повеќе од напредните економии на гериатрија 7. Нормално, со оглед на фактот дека ова се економии во развој, ова се економии кои што веќе се развиени, но да не забораваме дека ова исто така е како резултат на санкциите кои што беа воведени врз Русија, нормално и ресурсите кои што престанаа да влегуваат во Европа од Русија за време на овие санкции.
Дополнително, да не заборавиме дека според најновите проценки, околу 42,5% од вкупната количина на FX резерви, тоа се Foreign Exchange резерви, се во рацете на БРИКС плюс членките. Што значи дека се повеќе и повеќе делот од пазарот каде што станува спор за размена на странски валути е во рацете на БРИКС. Дополнително, повеќе од 22% ова е за златото кое што е познато. Колку злато дополнително поседува Кина и Русија, тоа е веќе знак прашалник, но повеќе од 22% од вкупната количина на злато е во рацете на БРИКС. Исто како што можеме да видиме дека за 20 години се дуплирала количината на извоз која што доаѓа од овие земји, а знаете каде се тоа ќе оди понатаму. Што значи дека моментално Мурика и низината опаѓачка зелена тоалетна хартија, така наречена долар, која што гледаме дека во последните 20 години опаднала повеќе од 11%, 12% од прилика, значи тоа е процентот колку имаме долари во користење на меѓусебни трансакции на светско ниво, со тоа што гледаме дека јуенот расте, додека доларот опаѓа. Но и на страна, поентата е дека моментално главната идеја на Трамп е да се закани на овие членки да не престануваат да го користат доларот. Очигледно тоа нема да успее, со оглед на фактот дека ова е до 2021 година, кога бил 59%, а веќе во 2024 година, според Интернационалниот монетарен фонд и SWIFT, можеме да видиме дека светската количина на долари во практично транзакции е 58,2. Што значи дека дополнителен 1% веќе паднало во последните 2 години користењето на долари на глобално ниво. И нормално ова и понатаму ќе продолжи да паѓа, со оглед на фактот дека се повеќе и повеќе од земјите, посебно на БРИКС, се осврнуваат на меѓусебна трговија со локални валути, како и нормално се обитуваат што повеќе да го отстранат доларот во меѓусебна трговија. Нормално, добре дојдовте во новиот свет. Сега, нормално со оглед на фактот дека гледаме дека има многу помала количина на експорти од Америка, односно извоз од Америка во овие земји, обратно имаме скоро 2 пати поголема, тоест 3 пати скоро поголема количина на средства кои што влегуваат во Америка од овие членки. Тарифите почетно може да имаат ефект, да бидеме реални, но тоа не го менува фактот дека досега ако не успеа да срушат Русија со 20.000 санкции, не верувам дека истото ќе го направат и на БРИКС, кој што моментално помеѓу себе има енормно развиена мрежа на сите членки и партнери кои што можат да го преживеат ова, како така речено последниот удар на империјата во пат. Така да ова ќе биде интересна година, пред нас е така наречена трговска војна со овие тарифи кои што гледаме дека почнуваат да летаат од сите страни, така да допрва ќе биде интересно, верувам дека ова ќе биде година за паметење, да видиме која страна ќе превладува, но со оглед на статистиката мислам дека сите го знаеме одговорот, ова е само неизбежно, да речам, четиво кое што Америка конечно ќе треба да го научи и конечно да добиеме мултиполарен свет. И за крај, една битна работа која што можеме да заклучиме е дека тарифните војни на свет кој што веќе е екстремно насочен кон трговија и ограничување на трговската и економската активност во блокови, само ќе го заостри и забрза овој процес. Можеме да видиме дека во однос на тоа дали припаѓа на гериатрија селом или БРИКС, жолта и плава боја, во текот на 2023 година имало огромна количина на напредок на економските активности во самиот блок и намалување на трговијата помеѓу блоковите. Што значи дека се повеќе и повеќе се движиме кон неизбежното формирање на трговски блокови, се враќаме наназад за жал во историјата, но тоа е реалноста, така да трговската војна, односно тарифите кои што ги почна овој орангутан, верувам дека ќе завршат баш со овој заклучок, односно ќе имаме ефективно формирање на 2 глобални блокови, наскоро кои што ќе се задржат со трговија помеѓу себе. Останува да видиме, ја следиме макроекономската слика за вас и во следната епизода на Црвени вести ќе ви известиме што е најново. Така да поздрав и се гледаме од Малта и од гимиџијата позади борбените линии. Поздрав генерале! Еве не во вториот дел од ова издание на Редкаст на Лав Муавет со Тијана Илова. Се надевам дека уживавте и со нашиот комесар за макроекономија и геополитика. Поздрав, брате, и те чекаме наредната
епизода да ни дојдеш тука во живо, конечно да си направиме муабет и со тебе. Тоа е нешто најново, Криптогемиџија ќе ни дојде во Редкаст и едвај чекаме да се случи тоа. А сега се навраќаме на Тијана Илова. Позборувавме за твоето детство, позборувавме за животот во Кавадарци, за животот на село, ни раскажа за твоето хоби, за твоите студентски денови што моментално ги живееш во Битола. А сега, конечно, да зборуваме за тапанот. Ајде прво да ни кажеш како почна да свириш на тапан, од колку годишна возраст? Знам дека нешто спомна 3 годинки, 5 годинки, прв пат се соочи. Тука негде бидејќи дедо ми на мајка ми татко е тапанар, свирал во група многу одамна, 80-тите, 90-тите тука. Негде свирал во Кавадарци, во Теквешијат се каже, ни суви свадби. На банкети, на свадби, бидејќи тогаш не било толку технологијата опремена и кај нас во тој дел каде што он свирал и по села каде што свирал немало озвучување, Нормално, да. микрофони. Зурлата тапанот и по невестата. Тапанот и по невестата, да, и најстарите Било, да. методи. Желбата ја имам и талентот. Најпрво ќе кажам талентот. Не гледав дома цртани. Пак ќе го спомнам, бидејќи гледав дома, слушав само народна музика, гледав танец, гледав културно-уметничко друштво. Имав дома, покрај К15 имав околу 10 седења со свадби. И ја слушав само народната музика. Ги знаев сите народни песни да ги пеам и дома сама импровизирав инструменти, бидејќи немав инструмент. Си тропкаше Да. на канти некој. На канти, имав сет направено од дрвја што се за во оган, ама јас не ги давав. Тие, кога ќе дојде баба ми, екам, тие не ги гори. не ги чепкај тие, оди од другите. Правев, импровизирав од фулумастери, од бојци, од четки, палици, за да само да свирам. Дома не го искажував талентот, бидејќи не, пак ќе кажам, тоа беше тогаш женско натапан, кај сега женско натапан, Да, тоа машки се тие инструмент, стереотипи. тоа се стереотипите, но во прво одделение ме запиша во низу музичко, за кога отидов да ме запишат на музичко, ме праша што сакаш да свириш, јас кажав тапан. Одма, значи, во секундата, нема тука тапани, ај клавир. Окей, ајде клавир. Што не е лошо ни клавир Години- сега да свириш. Не, да, не е лошо сега, да, интересно Ти е. баш тапан сакаш Да. да свириш, тоа е многу И јако. Не, ја ми беше тапан ќе да, свирам. не ми беше по кејф. Пак свирев, имав талент за музика и наставничката Јелица, поздрав до неа, имав со неа два настапи, еден концерт и после поради оправдани причини се отпишав од музичко, бидејќи не сакав да свирам на клавир, сакав тапан. А кога одев кај дедо ми на гости, на мајка ми татко, тапанот му стоеше доле во подрумот, покриен или горе на како сталажа. Добро. И најчесто го крадев. Ќе отида да баба ми и дедо ми негде и јас сама го земав тапанот. Знам каде стои тапанот, прачките каде стоат и си оставав тапанот и така си правев дома концерт, си свирев музика, пеев, си пеев, сега не пеам веќе. Тогаш си пеев и Ова си свирев. сето сама, како Сам. изолирана, немаше Изолирана, некој нема со тебе никој да во дојде собата. и јас сакам да потребам брат ти да речеме или Не, со братучот ми знаев така да го земам, ама покрај него го земав. Демек тој ќе свири, а уствари јас свирам, тој натаму наваму и Да. најчесто така го крадев. Се додека никого не го откажував талентот до во пето одделение, не знаев. Баба ми Трајанка видела дека јас имам талент. не видела, слушнала. Слушнала. Пошто Ама и тапанот е видела. грмитла. Ами, не може да- дома таа најчесто кога ќе ме види, јас одма
нели, оставам се, и да тропам и на маса и нешто, она, само вака ќе ме погледне и ништо, и јас одма се стабилизирам, одам правам нешто друго и тајно порачала тапан од Турција. И Браво. ни доаѓаат гости од Бугарија и од Турција, на дедо ми пријатели, и доаѓаат на надвор, нели, да се поздравиме, се окей, извадуваат тапан. И јас само ништо си... Ти мислиш за дедо ти донеле? Да, ама не, мал тапан беше. И викам, ова не е за мене сега, не знам за кој е. И сам баба вака ја погледнав и ништо. Си кјутам, не ја прашувам ништо. Помина некое време и тапанот си стои во колата, го извадил, па го вратија во колата. И едно време баба ми оди внатре и ја прашувам, абе, викам, чие е тапанот? И она ми вика, твоје. И јас тука, малце, тука пак ме фати срам. Солзи тука од да, радост. и не, само го пред нив. И свирав една песна и толку беше. Го земав тапанот и дома, пак сама свирав. Никако пред мама и пред тато, никако, не. Чекај, не ми е јасно, Не. ти нели живееш со твоите родители? Да. Па како свириш, они не го слушаат тоа или Па само настрана, чекаш да... чекам да се отидат негде во отидат градината негде, таму. Да, одат нешто работат, јас ако сум сама дома, Само тогаш. знам дека не се слуша. Во последната соба ќе отидам да свирам и го оставам. Колку време слушам, доаѓаат, го оставам. Не знам зошто. И отпосле, дури во 8 оделение, дедо ми, кога одев пак кај дедо ми на гости, јас цело време го прашав. Како тапанот се прави? Од што се прави? Оваа песната. Исто и тоа ќе имав такво прашање. Да. Ќе ни кажеш после како И- се прави тапан. Зошто ова вака, зошто онанака, Се интересираше се околу за тапанот, тапан, така. се околу тапан и околу музика го прашав. И он ми каже, ова вака, ова така, ова она. И кога ме праша, тогаш јас го донесов мојот тапан, беше празник Василица. Со другарките од Росоман се собирам и го земам тапанот и му викам на дедо, јас ќе одам по куките. И За одам- Василица има за обичај, Василица, се оди, се пеат песни и цело се друштво паруваат, нели? му кажав. Тие песни му напишав текст на лист, ги научија песните и они пеа, јас тропав. И после ме прашува, ми вика, дедо, јас да видам ти што знаеш. И ми го дава неговиот тапан и му викам, пушти музика. И ми вика, ајде да слушнеме. Он ми пак не беше сигурен во тоа дека јас имам талент. Пушта музика и ја свирам песната, завршувам со песната и го оставам тапан. И вак само ме погледна, ми го даде тапанот и ми вика, честита и повели. И од тогаш тргна приказната, тогаш Браво, ми браво зема за и тебе. тапани, мама и тато видела дека имам талент, сите дознаа дека имам таленти. Сите те сватија сериозно, Ме до сватија, сега они да. мислеле дека ај дете си тропка, да, нешто си од прави, ама- интерес само, нели, ќе Браво. помине тоа, ама не. Еве уште. Супер, значи дедо ти, да заклучиме, бил една каписла, почетна, ген. иницијална каписла за да Од сите те вјуци, инспирира ти да... Да, ми е идол до ден денес. Обично младите се срамат да слушаат етно музика. Нели, некако оттруени се од новите трендови. Што мислиш околу тоа? И дали имаше, например, подсмев од твоите врсници, као, сега видеа оваа, земала тапан да тропа, земи, слушај нешто модерна музика и тие работи. Си имала ли такви моменти или... Не, некогаш не сум се сретнала со тоа што и да ми каже некој, абе, ти свириш тапан, народна музика, земи Да, слушај. фолклор, ова не знам дека имате обилност младите, Најчесто за се жал. срамат и не ја слушат народна музика, не слушат. Јас кога почнав со музика, ги знам сите народни музики, песни од Васка Илиева, од Петранка Костадинова, од Бадев, од Цариевски. Тие песни мене, тоа Никола Бадев е од Кавадарци, да, нели? да. Сите песни ги знаев. Додека моите
моето друштво не слуша такви песни. Слушат странска музика, слушат сега актуелното турбо фолк го слуша. Да, турбо Не рап слуша- фолкот. Да. И народни песни, тия се на пръсти може да ги изброиме. 10 песни, што ги знаат, на свадби што одат. И Да. никогаш не сум имала, абе, ти свириш на тапан, што ти е тебе, нели, за Сакаш да подсмев. кажеш дека друштвото те поддржува. во тоа што го правиш. Сите што ме знаат, сите ме поддржуваат, бидејќи и да ми каже, да ми каже, абе, ти свириш тапан, и јас знам да му кажам, секој Со својот талент. со својот талент. Ако знаеш Да. ти да свириш нешто, јас не те спречувам во тоа. И најчесто младите се кријат и некој има, да, се смеат на другите. Он не го слуша актуелното сега што е современо, слуша народна музика. Секој со своја Да, бе, желба. кој што сака, тоа Кој што нека сака, си... тоа нека се свири. Нема што да кажуваме ние, кое е современо, кое не е современо. Не ми се допаѓа тоа што е современо сега, бидејќи тоа се А толку да ни е богат фолклорот. Богат ни е, Етномузиката, Македонија со има квалитетна песни музика, што се испозаборавени, а толку били убави. Некои се песната потрудили има да приказна. Да. Песната се кажува за приказна. Тежина има. Тежина, дали за љубов, дали двајца што се разделиле, дали либето го чека другото либе да си дојде од печалба за да се врати на нејзината љубов. Сега така наречени сите музичари што свираат народно и што ја поддржаваат етномузиката, новите музики ги кажуваме електронска музика. Седнуваш на лаптоп, за половин час вадиш хит. Да, А правиш. за таквите квалитетни музики се работи на некоја музика цела година. Така е. Цела година да измислиш приказната, аранжманот, како да биде, што да биде. Ама тоа е. Јанче порано иделе со коњи, магариња, сега идат со ферариња, Да. или било какви Да. автомобили, така да се менува. Се менува, да, време. Тоа е кој знае менува што ќе се. биде и за 100 години, дали воопшто некој ќе свири на тапан, се надевам дека ќе остане тоа. Да, Ќе свири, па ама за тоа се борам и ги охрабрувам другите мали деца што свират и што одат на музичко за народна музика, за да ја заштитат и да ја чуваат и да ја негуваат музиката. Македонската традиција. Не ги тераме да носат народни носи, да знаат од каде потекнуваме и Да. каква ни е нашата традиција, какво било претходно, како е сега. Не спориме ние тоа што сега имаме, сега е такво време, модерно време. Да знаеш ти од каде потекнуваш. Баба, прабаба, предците од каде ни потекнуваат Точно, и како живееле и да си ја знаеме. да си минатото, знаеме, и од историјата. каде сме, кои Да, сме, зошто сме да. и да не се заборави. Свириш најчесто моментално, зборам се за Тапанов, после ќе те прашам и за бендот. Со Тапанов настапуваш по свадби, како специјален гостин или си одиш со бенд и цела свадба ја терате буквално? Не, Како е? зависи од договорот. Например, ако најчесто одам како изненадување Да. од страна Као од special свадбата. guest. Да. Сега има специјален гостин, изненадување за невестата или за младоженецот, или па може да се случи невестата и младоженецот да ме договорат за публиката, бидејќи сакаат да свирам. Најчесто одам како изненадување на свадбите. Свирам и веридби, венчавка, така може да излезам со Тапанот, да свирам цела веридба. Со други колеги свирам само народен тапан кога се свадбарските песни. Так. Најчесто е како бара публиката. Так. Колку тежи еден тапан? Ај, кажи ми како се справуваш со тоа, ти си девојче, дали идеш у теретана, прво вежбаш нешто да ги зајакнеш тие грбни мускули, знаејќи дека сега ти да истераш таму една веридба, колку трае? Време. Најчесто настапот ми трае најефикасно е 40 минути, 45 до 1 час. Так. Бидејќи има најмногу енергија, после 1 час самата енергија на публиката опаѓа. Па и се прави пауза. И се прави нели, пауза, нормално? да, нормално и друго нешто. Тапанот тежи околу над 5 килограми, бидејќи во тапанот има обрач, железен обрач, што
обрачот тежи, Так. бидејќи То кога се другото е качуваат. кожа, предпоставам. Другото е кожа и од Јагнешка кожа е така? Да, или? од јагне, да. Јагнешка. Од железото го држи дрвото. За дрвото да не попушти, бидејќи кога одам на свадба, најчесто младожениците или невестата Сака да се качи. Сака се качи, да. Дали кумот, дали невестата, не ми представува проблем, не ми е тешко. Може да ми биде тешко на ако поминат 2 часа да свирам веќе без престан, бидејќи кога свириш цела Не енергија чувствуваш болка. не чувствуваш болка, цела енергија ја даваш од себе, се што може да биде енергично и да биде ефикасно. Најчесто знае да ме боли рамото тука, кога веќе ќе престанам, нели, завршам со свирка и утре дента само рамото да ме боли и раците. Изглобовите. Изглобовите, претпоставам, ама пошто- веќе со повеќе настани немам гајле. Се случило ли ти Јана некојаш на пример свириш и сака да се качи младоженецов и го дупнува тапанот? Има таков момент? Може Не. да се дупне тапанот? Мислам да се пробие, не знам како да кажам, или не? Најчесто може јас да го дупнам тапанот, бидејќи јас тропам. Тој не Не, мислев од озгора на... од озгора кој ќе се ако качи на тапанот нема основа. обрач. Ако тапанот нема, тоа е еден вид обрач. Заштита е што го држи тапанот. Ако е на пример потежок и се качи, Конструкција, фактички. конструкција, да, што ја Да. држи. Ако се качи на тапанот и игра. Сега јас го качувам на тапанот, ама умеѓу време му кажувам ти играј горе со раците, ама не Немој со- мрдај. Да, Бидејќи тапанот е тракалезен, нели? Така, да. И знае да може да се Аха, да попушти и да ја искриви, да ја промени формата. Од круг да се да се стане правоаголник. Да, правоаголник, да. И да тогаш во тој момент тогаш може да ми пукне кожа, да ми пукне Се дали случило пластик. такво нешто? До сега не се случило, нема, Ти, нема. некои дебели младоженци прво неко осладнат малце, после качување. Не, ама не трае многу, бидејќи 2 до 3 минути и нив им е тешко. Аха. Бидејќи сега и мене ми е тешко доле, бидејќи он стое на тапанот и јас доле го држам со коленото, а од другата страна колегите од другата страна го Да, го за да не се Ајкај, лизне, да. а најчесто има страф бидејќи се горе и му мрда малце и нели играч, ама пак се одма се симнуваат, тоа се 2-3 минути. една песна. Како се изработува еден тапан, на кратко објаснение? Или се нарачува, не знам, се во Македонија изработуваат тапани? Да, во мојот тапан е од Делчево, од Христијан Николовски, од професорот. Голем поздрав до него. Ова ми е втор тапан, од негова изработка, домашна изработка. Тапанот содржи дрво, сакаш имаш од цреша, има и од орев. Најиздржливо дрво за тапане од орев. Одобре. Да, мојот тапан е од орев. На страните кожите имаш пластика кожа и Да, тоа сум имаш- видел, тие едни што ги продаваат тука Да. по продавници како Тоа е имитација на тапане, тоа или врши пластифициран. работа. И тоа врши работа, ама малце подруг е звукот него или кожата. Кожата е од јагне, како да кажам, направена кожа, изработена кожа на јагнето за Одрано, чистено, одрано, исушено, изчистено, тоа да, растегнато, изсушено, се. така. Има обрач, тапанот од една страна и од другата страна. Железен. тоа А, конструкција. може и да е дрвен, може и да е Аха. железен, зависи до Добро. изработката, ама најчесто е дрвен, може и не сум до толку него го немам видено бидејќи е облиен и тој е со кожа облиен. Так. Тапанот се штима и е Тоа врзан сега со се штима ли тапан? Да, Како- се штима. Како се штима? Тапанот има коноп. Тоа се вика конец и наизменично е врзан. Едната страна е подебела кожа, другата страна е потанка кожа. Бидејќи едната е дебела, другата е И нормално танка. различни тонови Различни вади, инаку тонови, ќе да. вади исти тонови. Се штима тоа што го затегнуваш конецот, најчесто треба да е цела страна на тапанот да е исто рамномерна и тоа се вади по звук. Самите тапанари го знаат. Звукот што треба да го извади тапанот, како тропнуваш, така стегаш, така го правиш најчесто наизменично, една па друга
страна се прави за да биде добар тонот. Скапо ли е да се купи еден тапан? Добар, професионален. Колку кошта? 300-500 евра? Не, 1000? мојот тапан е 350 евра. Не е скап. значи, Не. Добро. Не е ни ефтин. Да, Так, не е ни ефтин, ама реално за инструмент. За инструмент не, окей. не се Со скап. 3 свадби го вадиш. Да, не е скапо, бидејќи тие пари нема да ги зажалиш. Така е. Бидејќи тоа што го сакаш си го Инструментот купиш. нема цена. Нема Ти цена има виолини инструментот. Страдивариус по Да. 200.000 евра. Да, има гитари, има тапани што Имаш банана на зид залепена за 7 милиони евро. Да, па сега да, видите што да, е. не е скап. Бидејќи квалитетот за таа цена е стварно добар. Така. Некој идол од Македонија или некој светски позната панџија? Има ли тие? Тапанџија немам. Идол немам. Имам што ги обожавам и како свират и учам од нив. Имам во Кавадарци професор, не е професор, тапанарева група Никола Давчев. Поздрав до Никола Давчев. Поздрав, Кога Николче. имам некои потешкоти и кога треба нешто да порачам, се одам преку него. Марко Марковски од Скопје во воен оркестар. Исто го слушам него како треба кога имам некои потешкоти и него му звонам. И Гоце од Dream Team, Гоце Димовски мислам беше. Да, тие тапанари ми се Кога добри. спомна сега и вие професионалци што ги наброја, има ли тапан од ноти? Да речеме, не знам, полутон, тон, како иде тоа? Па, Или нема тако, нема. се е по чувство, по осет. Па, ако си школован, јас не сум школован музичар, Само, бидејќи да. само најчесто во тапанот и во секој инструмент е техника, се вежба, да бидејќи ако изгубиш техника, нема да издржиш и нема да ти работат раците кога си ја вежбал техниката, не работат раците ако не вежбаш техника. Да се задржи ритамот. Да се темпо да држиш, Темпото, да. ритам Да, и броиш тактови, броиш. Раз, два, три, два, три. Така. Ритмови, Ние најчесто сме се нели ритмови. најпознати по седомосминскиот такт. Седомосмински Што такт, го нема никој 11, друг во да. ниедна друга Да. нели музика во регионот. Добро, освен на тапан, свириш на некој друг ударен инструмент, спомна кахон, Да. конги, Кахон, имам дома кахон, конги имам, бонгоси имам. бонгоси. Да. Што е бонгос? Бонгоси се исто како не се исто, туку еден вид мали конги. Аха. Тука некој сличен звук Значи не се вадат. волкави, туку се Тук волкави. се По. така помали. Конгите се големи. Имам тарабука, свирам тарабука, имам тапани дома, имам Тапани джембе. мислиш на бубњеви. Бубњеви, ние си ги да. знаеме, така. Имам дома джембе, афрички Имам и инструмент. јас такво да ти кажам. Тоа не го свирам, бидејќи Многу е убаво. па повеќе ми е за изглед. Најчесто свирам на кахон, свирам со групата Кахон, Да, акустичен тоа ми е инструмент. следно прашање за групата Маце. Да. Ќе ни кажеш? Свирам тапан народен, свирам тарабука во Мерак Мејана кога сум или на било каква емисија, кога свирам перкусии, свирам тарабука, конги и бонгоси. Супер. Тоа Се ми гледа се ли Тијана Илова, да речеме, во некој културно-уметничко друштво како Танец или како Мирчацев, мислам дека да, имаше едно. да. Имаш ли контакти со тие луѓе? Со тие луѓе имам контакти што се познавам со пејачи од Танец, со игрорци, со зурладжи. Те поканиле некогаш да доеш да одсвириш со нив? Не, Не. се уште не, бидејќи тоа е таму еден вид тим кој што е вработен Да, во вработен, Танец. да, во Танец има сум, вработени да. луѓе, тоа е Али зошто да не, тоа е еден културна вид. установа, да. Да, ти посакуваме те во иднина можеби ќе оствариш соработка Да. со нив, па и ќе си се вработиш во нешто што ти лежи при срце, Да. барем ќе знаеш дека вака Тоа што го сакам ќе го работам. тезгариш до кога? Ќе да, ќе додека, треба утре да. нели да се омажиш, Да, фамилија, деца, дечиња да. да имаш, како ќе правиш Да, со да. Тапанов? Ќе биде некако е.
Океј, ајде сега да ни раскажеш малце повеќе за бендот Ana and the Girls. Која е Ана, кои се девојките, што е целава шема и дали свирите и таму народно или веќе таму свирите рок, поп, модерна музика? Таму свириме веќе друго, нема народна музика. Таму нема тапан. Нема тапани, нема турбофолк. Турбофолк не свириме. Свириме странска музика, англиско, свириме српско, забавно, поп, свириме XU песни. Ние сме 3 девојки кои што не студираме музика. Тук студираме сосем различни инструменти. Ана е вокалот, Маја е гитаристката и Маја свири со лева рака и свири наопако акорди. Да, Не ги како менува. Јана Гигова што ни беше Да, не тука ги- и она такво нешто правиш. Не ги менува жиците, туку, например, Ја од долната е шеска, место да биде најтенката, нези е најдебелата. да, најдебелата, да. Чи- Маја е градежен инженер, си гради згради, А, е вработена. Ана е дипломиран доктор и има своја амбуланта, работи како доктор, како општ лекар. Јас сум економист, Значи све од љубов. све од љубов, да, и еве работиме веќе 2 години. Сме заедно. Каде свирите? Кај може човек да ве види? Најчесто свириме, бидејќи самата група ни потекнува, они се од Струмица. Јас сум од Кавадарци, како главно место ни е Струмица. Најчесто свириме Источна Македонија, Струмица, Гевгелија, Валандово, тој регион. Тука свириме во Тетово, во Скопје се уште не сме свиреле, 2 пати имаме свирено само на приватни забави, а кога за запознавањето и спојката на женски бенд, тоа е на Ана идејата дека она таа цел живот сакала да има женски бенд. И Маја и Ана почнале пред 2 години да свират сами, гитара и вокал. Јас имав слушното дека они свират, јас имав друг бенд во Кавадарци, машки бенд, бев само единствено женско, свирев во Кавадарци. Во мај, на 17 мај, Ана преку Инстаграм ми се јави на говорна порака. И ми кажа, здраво, јас сум Ана Цамбулева, Сакаш ли да се сакаш видиме, ли да се оствариме? видиме, имам бенд, сега некако стален член, да видиме да правиме муабет. Да. Дали би сакала, нели, да соработуваш со нас? Јас не размислив ни Секунда. секунда. Само и се јавив и кажав, може, слободно барајте ме. Они ме барале веќе подолго време, ме знаеле дека свирам на тапани, ама чекале, нели, момент за да ми се јават. И така почна преказната е веќе 2 години, активно свириме и Браво. си работиме. Супер. Пред да одиме со рубриката необични прашања, само би сакал да ја замолам режијата да пушти на десктопот да пушти за Симона. Имаме една хуманитарна акција за сите хумани луѓе кои што сакаат да ја помогнат на Симона, на овој мал ангел кој што исто е од Кавадарци, да донираат на сметката која што ја гледаат во моментов, денарска сметка, има и девизна сметка. Инаку Симона боледува од мозочно крварење и има големо оштетување на центарот за движење. Уште еднаш ка повторувам, сите што се хумани и што можат да одвојат од својот джеб, нека го направат тоа затоа што Симона заслужува да има едно здраво и убаво детство. А сега Тијана, идеме со тебе со необични прашања. Какви прашања сум ти спремил? Сега ќе ми одговараш побрзо малце, Ајде, може. што сме пред крајот на емисијата. Значи, прво прашање, коктел на плажа или турли тавата на баба? Коктел на плажа. Видиш, сега бабата ќе ти се наљути. Добро, Живее ќе ми баба ти. опрости. Ама ќе ти купиш уште еден тапан. Да. Омилена дива мачка. Дива мачка. Да, бе. Лавриз, нешто каже. Пума. Па пума, може да кажем пума. Пума, а? Пума, да. Црна. Црна. Овошен јогурт или крем со млеко? Овошен јогурт. Овошен јогурт. Може да. Тврда перница или мека постела? Мека постела. Што си ти? Имаш ли газено грозје во леѓен? Не, немам тоа. Пробај. Ами имам, гледам. Пробај таму од комшиите. Ракија или вино? Ај сега да те видам. Најчесто пијам вино, ама и ракијата не ја дава. И може да се напијам ракија, ама ретко.
Али вино Вино обожавам. црно или бело? Бело. Омилена песна. Омилена песна. Свадбарска. Свадбарска. Да. Свадба е голема. Се Е знае. голема. Омилена боја. Омилена боја ми е... Кариран. Не. Омилена боја ми е најчесто може да кажам црна, може уште една и сива. Црна и сива тука. Тие Блиску две сме бои. со бојеве. Мени плава, ама окей. Мотор или авион? Мотор, бидејќи возам мотор од 8 одделение, имам Тоа мотор. не го кажа. Гледаш, Да. често ти мотор. Мотор. Го крадеш од татко ти или? Не, татко ми научи да возам. Татко ми купи. Да, ми Па купи, чекаше да си одам. Па, кога го остави велосипедот, моторот настапи Мотор, на сцена. Да. Македонија или Северна Македонија? Македонија. Се разбира. Црн или плав дечко? Црн. Смејќи. Црн. Црн дечко, да. Добро, и за крај Тапан или Тарабука? Тапан, се знае. Тапан бие насред села. Опа, сега за крај имам едно изненадување за нашите гледачи. Ќе пробам јас со незината маленкост да со гитара нешто да отсвириме една позната песна. Еве уште едно прашање, реге или рап музика? Предпоставувам. Рап не слушам, многу ретко. Значи, ајде реге. Реги, да. Океј. Пред да одиме со нашиот заеднички настап, би сакал прво на Тијанчето да ја дадам еден поклон, мала пажња од Redcast. Благодарам. Тоа е чаша со нашето лого, кој Многу што благодарам. секако ќе ти се најде за бело винце. Да. Се да мисла дека пиеш млеко, внутре ти стај си ракија или винце. Да. Терај. Многу благодарам на поклонот и Так. на поканата. Да, нешто за крај да порачаш на младите, да порачаш на јавноста. На јавноста и на младите му порачувам на секој да не го кријат талентот како што го криев јас Во и да го работат тоа што го сакаат. Да не работат нешто друго. Што и да е да го работат тоа што го сакаат и да нема никакви предрасуди за тоа дали е машко, женско, дали е за машките или за женските, нема тука Така. разлика. нема тука пол. Нема пол, да. И да те прашам планови за во иднина, што да очекуваме од тебе? Си тераш со бендот, Со си бендот, тераш или да. ова другово. Па сакам да оставам некој добар белег во иднината, да бидам на позитивен начин забележена и да оставам таков белег, позитивен белег во јавноста. И планирам да остварам некои мои авторски дела, дали се со Тапан, дали со работка со некој, и со бендот да остварам некој авторско дело и тоа. Тоа ми е цел. Планираш да се мажиш убрзо време? Не. Не. Океј. Тоа беше се, драги гледачи. Јас си поминав многу убаво со новата надеж на македонската етно сцена Тијана Илова, која што навистина беше искрена, без флакна на јазикот и без маски на лицето. Тоа ни е слоганот на Redcast. Да. Си кажа се што и лежи на срце. Мислам дека уживавте, мислам дека го задржавме вашето внимание. Ве оставам со добри мисли и со цитатот Оноре де Балзак, нешто поврзано со љубовта. Вика, љубовта е подобро да умре, отколку да се мачи да преживува. Лека ви ноќ и уживајте во Учиме, мајко, карај ме. Ајде.